Нашите работници на работа поминуваат најдолго време во Европа во однос на земјите членки на Европската Унија. Во Македонија неделно се работи по 42,3 часа, додека просечната работна недела кај европјаните изнесува 40,2 часа. Во Европската Унија најдолга работна недела има во Велика Британија 42,1 час, потем во Швајцарија со 41,8, Кипар 41,6, Австрија 41,3, Грција 41 час. Од друга страна, најкратка работна недела има Данска и тоа само 37,8 часа. Оваа статистика и оди во прилог на оние кои сметаат дека нешто со должината на работното време треба да се менува. Треба да скрати работното време. Таа работа, тука е проблемот. Не може да се равнаме ние со Европа. Повеќе треба да работиме, треба да работиме оно што одработиле они. Од друга страна, иако работат најдолго, нашите работници на работните места се најнеефикасни. Во споредба со работниците во Европа, тие не се ни половина, односно само 42,9%. Наедноставно, пари треба бе. Оти кај нас работникот ќе работи не е платен. А у Западо работат, ама и ги плаќат. А тука не ги плаќат. И за тоа бега и народот. Не сме спремни ние за таа работа. Они се тие суседи, ние сме голотраците во Македонија. Сиромашка држава сме ние овде. Овие ставови и во двете анкети се интересни и се имаат аргументи, но суштината е дека нашиот национален производ или стои или се зголемува многу малку. Што се случува со таквите економии? Помалку приходи во државната каса, помалку средства за алиментирање на потрошувачката по сите основи, образование, здравство, култура, армија, МВР, така натаму, и тоа сето допринесува да се стопанскиот раст успорува, бидејќи опаѓа мотивираноста, паѓа интересот на странските инвеститори за инвестирање во една национална економија која има забавен економски раст. Ова значи дека нешто треба да се менува со работната недела, со стимулот на работниците, но и со менталитетот. Полошо има и од нас, и тоа се случува на пример во Турција. Таму според Евростат работната недела трае повеќе од 49 часа, или месечно турците од нас работат дури 30 часа повеќе.